Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски прифаќа да седне на маса со мандатарот Димитар Ковачевски, ама под услов единствена тема на разговор да бидат предвремени парламентарни избори. Официјална покана до опозицијата за средба се уште нема. За ваквите предлози велат дека слушнале од медиумите. Таква покана се уште не стигнала до ВМРО ДПМН, но доколку стигне, ќе биде прифатена под услов на средбата Ковачевски-Мицкоски да се разговара за предвремени избори, како единствено логично решение за излез од сегашната длабока криза во која што се наоѓа државата, да се разговара за содржината на одговорите кои што Македонија ги има дадено до официјална Софија на нивно барање по формулата 5+1, за кое што ниту јавноста, ниту собранието, за жал, не се запознаени, и тоа е дел од владината нетранспарентност. Ковачевски кој потврди дека по неговиот избор и по изборот на Мицкоски за лидери на двете најголеми партии се слушнале телефонски, сега најавува дека ќе седнат на маса и сите да дадат придонес кон најдобро и најбрзо решавање на проблемите. Имавме телефонски разговор на кој што меѓу другото и кажавме дека по изборот на новата влада треба и да седнеме, да се видиме каде што ќе разговараме за предизвиците на државата и за актуелната состојба. Меѓутоа сметам дека треба нивото на политичка култура да се подигне и да разговараме за решенија на проблемите кои што ги имаат граѓаните, а не секојдневно да гледаме обвинувања едни кон други. Новиот мандатар Ковачевски се обврза во следните 2 години. Неговиот фокус да биде економијата. Просечната плата од 550 евра, легална размена на биткоини, заштита на животната средина, стабилен здравствен систем, легализација на марихуаната, се само дел од работите што ги предвидува владината програма на новиот мандатар Димитар Ковачевски, напишана на дури 55 страници, а која треба в сабота да биде изгласена во собранието. Условувањата кои ги поставија од алтернатива при влегување во влада, а на кои се согласи Заев, Ковачевски експресно ги преточи во својата програма. Најавува дека ќе се обрати до Европската комисија со барање да се обезбеди тим од независни експерти кои ќе извршат меѓународен мониторинг на процеси за кои постојат сомневања дека врз нив било извршено политичко влијание, како што се Монструм, Алфа, Диво населје и Малиот Алмир. А новиот владин состав и програма под палката на Димитар Ковачевски веќе во сабота ќе се најде на дебата пред пратениците. Седницата за гласање веќе е закажана, а согласно собранискиот деловник, расправата трае 2 дена и треба да заврши во недела на полноќ.